Тимовите на ДСЗИ се на терен цело ова време. 95% од градинките на територија на град Скопје се инспекторирани. До крај на денот, најверојатно комплетниот број на градинки ќе биде проверен во однос на моментот кој го спомнавте на прием на невакцинирани деца, со акцент на приватните. Со сосема точна сигурност ќе ви кажам дека денеска се пројдени апсолутно сите приватни градинки во Скопје, и тоа 4 во Центар и Кисела вода, по 4 во Центар и Кисела вода и 6 во Карпош. Во ниту една од споменатите приватни градинки нема забележано дека е примено дете на чување ниту вчера, ниту во тек на денешниот ден, кој не е вакцинирано со МРП вакцината. Со тоа да напоменам дека многу е мал бројот на присутни деца кои се збринуваат во овој период како во приватните, така и во јавните и во државните градинки. Сега следното прашање кое доаѓа од родителите е повеќе мерките се однесуваат само на градинките. Како да се заштитат од движењето по затворени трговски центри, игротеки и други места каде што можеби се шири заразата на мали сипаници? Кога се прогласува епидемија, Министерство за здравство наложува задолжителни мерки. Тоа што ние можеме да го наложиме, а исто и ДСЗ во Закон за заштита на население од заразни болести има можност да наложи вонредни мерки. Тие можат да се однесуваат на групни престои од аспект на чување и збринување на деца, и овој пат се фокусиравме на таргет групата која е за жал и најзафатена од ова заболување. Затоа што и податоците покажуваат дека поголем број од овие 15.000 невакцинирани деца се однесува токму на деца од 0 до 7 години. Околу моментот што ме прашавте, движење во затворени простори, организирани групни збиднувања, се уште проценката на центрите за јавно здравје и епидемиолошката анализа не укажува на тоа дека можеби ќе треба да се воведат и нови дополнителни задолжителни мерки. Меѓутоа, и Институтот и центрите за јавно здравје, како и ДСЗ и Министерство за здравство во континуитет ја следи состојбата и во континуитет заседаваат, ако има потреба ќе се наложат и други дополнителни мерки. Се чини дека можеби или впечатокот е таков, ја видела од директорите на градинките со кои контактиравме, велат дека ова сепак не е долгорочно решение. Може ли да се направи некаква опција за посебни простори во градинките каде би се прибирале и тие невакцинирани деца, или барем во периодот додека не се вакцинираат, од причина што многу родители се загрижени дека немаат каде да ги остават своите деца, нема кој да ги чува, зимскиот распуст ќе заврши за некоја недела. Во момент кога една држава прогласува епидемија, тогаш државните органи се должни да го заштитат населението од проширување на одредената болест, односно заштитат од компликации. Значи, во такви моменти колективното се става над личното, односно проблем е личен на родителите кои не можат и нема каде да ги однесат децата, меѓутоа, ќе ви напоменам дека државните органи и институции мора да внимаваат на колективното. Во овој момент тоа значи изречената мерка се изрекува и мора да се почитува за да се превенираат поголеми последици. Никој не може да забрани на родител или група родители кои сакат да покренат било какви иницијативи. Понатаму тоа ќе биде изрегулирано низ системот на правниот систем. А воколку ме прашувате за санкционирање на родители кои не ги вакцинираат децата, тоа е исто пропишано во Закон за здравствена заштита. Казната веќе помногу ми е позната, кажана 300 до 650 евра, која може да се плати во вид на глоба парична, и ако се плати во рок од 7 дена се преполовува. Родителите кои се повикани од ДСЗ не доаѓаат на тоа поравнување, за нив следи прекршочна пријава која се процесуира во надлежните судови.